Добар ви ден, драги наши гледачи! Верувам дека сте здрави, живи, добри, весели, расположени и уживате во денот и го чекате рецептот на денот, вашиот рецепт на денот. Ние со екипата на Вкусот на традицијата ве поздравуваме од Слатно буре Кучково. Тука се прекрасни, топли, пролетни, следуваат летни денови, место за уживање и навистина за нахранување на сите ваши сетила. За денешната емисија, драги мои, ќе ви направам запечена боранија. Боранијата е многу присутна во Македонија. Значи, ние секако ја произведуваме и имаме зелена, жолта боранија, шарена боранија, ја имаме во повеќе облици замрзната, конзервирана во конзерва, свежа, значи на пазарите, колку што сакате, во зимница, во тегла. Од неа можеме да направиме салата, можеме да направиме зимница, нели, да си ставиме во турлитава, чорба, манџа, многу работи, но и една ваква прекрасна запечена боранија, која што е многу, многу вкусна. Зошто треба да јадеме боранија? Затоа што има само 30 калории во 100 грама, толку е нискокалорична, а богата нутритивно. Многу. Има многу витамини, како витамин А, Б, С, К, многу минерали, магнезиум, калиум, манган, железо и што не таму. И секако е пожелна многу да се јаде, многу да се користи кај бремените жени, да ја вкусуваат во разни облици. Потоа кај луѓето кои што имаат проблеми со органите за варење, за притисокот, за слабење, за кожа, значи за многу, многу други функции. За да ја направите оваа тава, вас ќе ви биде потребно 500 грама боранија, која што е претходно обарена, како што ја имам јас во тенџерето. Понатаму, еден колбас, не поголем од 200 грама. Една пиперка, ситно сечкана. Еден кромит, ситно сечкан. Еден морков, неколку чешниња лук, 4 јајца, половина килограм 500 грама кисело млеко или јогурт ставете, меѓутоа по мене многу би било добро да ставите и овче кисело млеко, една китка Макдонос, 100 грама рендан кашкавал, од маслиново масло, водичка можеме малку да користиме од, ај не е потребно затоа што има во киселото млеко, мешан сув зеленчук, сол, бибер, црвен пипер, буковец и 1 до 2 ливчиња лавров лист или ловров лист, како што е познат меѓу народот. Сега, на тавче на загреано масло, ќе го ставам прво, ќе ставам малку повеќе масло, оти тоа е додавање, после немаме веќе, да се пржи кромидот и морковот. Морковот и пиперката, се заедно. Оти тоа после ќе се пече. Прво малку ова нека се потпржи, а после ќе му ја додадам пиперката и колбасот. Колбасот ќе го насечкам на тркалце. Значи, ова ви се идеи како да направите некој ручек доколку имате еден колбас во вашиот ладејник. Се мора да биде малку потпржено. Еве, ние имавме дури и половина екстра. И тој ќе го ставам, затоа што сме повеќе луѓе тука во Златно буре Кучково и ќе ни треба да имаме повеќе сите да пробаме. Така.
Ќе го ставам и колбасот и пиперката. Ете така. И тој ќе си пушти и од својот сок колбасот, димене на дрва, ќе замириса на димено убаво и пиперчето. Така. Можете да замислите која е ова варијација на боранија и колку е ова сладко кога ќе го подпечете. За ова тава, значи не треба се грижите, не треба 2-3 часа да крчка, верувајте дека откако ќе прокрчка на 200 степени, прво ја ставаме на 220-230, потоа ја оставате на 230 на минути и толку. Затоа што боранијата е претходно обарена, нели, за да биде мека и да не мириса. И кога ќе ги ставите сите зачини и потоа во рерна, таа ќе биде прекрасна за вашиот ручек, за вашата вечера. Сега тука ќе ги ставам зачините. Ќе ставиме половина кафено лажиче бибер. Боранијата сака бибер. Така. Малку половина кафено лажиче, само да го зајакне вкусот. Мешан сув зеленчук, иако не има, нели, преубави зеленчуци внатре. Малку сол по вкус. Јас не сакам многу солено. Така. Ќе му додадам буковец. Исто, се по половина лажиче. Јас така од прилика ставам. Кажи како мириса, а? Вака ми прават камерманите, вика топ, како мириса убаво. Многу ми е мило да ви кажам што камерманите што работиме долги години заедно веќе научија прекрасно да готват. Прекрасно! Дури за некои работи можам да ви кажам дека подобри рецепти знаат да направат и од мене. Може би ќе организираме и некоја емисија токму со нив да видите кој е позади камерите. Еве го, путер, млад кромидот, морковот, пиперката се стопија, готово. Сега, ќе го ставам лукчето. Ево овде има околу 3 чешниња лук, нека има лук повеќе. Тоа е тоа. Ова е сега вистинскиот момент. И ќе ставам исто така само за вкус половина лажиче црвен пипер. И тоа е тоа. Да. Исклучувам. Леле, мераци. Ете така. Тоа е тоа. Си имам земјена тава. Сега, значи, ова го ставам во тавата. Како мириса, Боже! Фантазија како мириса. Така. Сега ќе го земам и тенџерето со обарената боранија. Да ја прецедам. Ние имаме жолта боранија.
Сега сето ова ќе го измешам и ќе ги искршам јајцата во киселото млеко. Ќе го ставам макдоносот. Така. И не се става целиот кашкавал од озгора. Туку, да кажеме, 3/4 се ставаат внатре, а само малку за нарасување од озгора. Многу малку. Речи си и како да го нема, да биде внатре. Да биде внатре. Еве. Ги кршам јајцата. Може и директно овде да ги скршите. Еве, за да не ми се претури пова, и тука ќе ги ставам. Така. Сега ќе ми треба една виличка да изматам. Еве едно ливче, да не заборавам. Едно, и тоа на страната ќе го ставам. Готово е. Го ставам киселото млеко. Така. И сето ова добро го промешувам. Значи не го полевам, туку убаво го мешам. Сегде да имаме кисело млеко. Забележавте дека во оваа тава не ставаме патлиџан. Туку само тоа што наброив. Значи не додаваме вода, затоа што ќе си пушти киселото млеко. Ете така. Сега го наросувам со остатокот од кашкавалот. И добиваме еден прекрасен ручек. Ручек што сите ќе ви го сакаат. Дури и тие што не јадат боранија. Редната е подготвена, прво на 220, кога ќе почне да крчка, намалувам на 200 и тоа да ви кажам не покриена. Нема да ја покријам, така ќе ја печам. Се гледаме на трапезата кога ќе ја поставиме за печената боранија, а вие останете со нас. Денеска на вистина имаме прекрасен ручек, што дури и во кујната го бендиса, рекоа колку убаво мириса додека се пече. А тоа е веќе добар предзнак. Но сега да се увериме во тоа, еве ја боранијата како ни изгледа испечена. Како торта е, баш како торта. Прекрасно нешто. Ја послужуваме со цел патлиџан, јабучар, пиперкли, салата, лепче, кој со што сака, кој со што милува. И сега следува тоа најважното.
убавина. Како мириса тимениот колбас во комбинација со сите други зеленчуци. И така треба да биде, да нема воопшто вода, можете значи и со нож да се чете. Колку е убаво. Направете оваа боранија и уживајте во неа. Не заборавајте да ја обарите претходно. Тоа е најважно за овој специјалитет. И ќе уживат. Погледнете како изгледа. Баш е како торта, како погача, фантазија нешто. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и цветајте без оглед на тоа што околината е алергична. На здравје, се гледаме во следната емисија. Дотогаш бидете ми здрави, живи, среќни, весели. Се гледаме. Чао, чао.